Добре дојдовте во уште една магична сцена. Денеска заедно со мене се Ева Скандеровска и Жарко Димовски. Многу Димовски ви има, Жарко, па да видам кој беше во прашање. Се работи за една преубава актерска екипа, дел од Боливуд. Можам слободно да кажем една од најубавите представи во изминатата 2019 година, посебно кога станува збор за комедија, кога станува збор за една преубава комедија, да не е она баш наивна комедија. Ќе зборуваме малку покасно и за тоа. Добре ни дојдовте во магична сцена. Ви посакувам убава 2020 година, како што ви беа и претходните неколку години. Впрочем, од отворањето и почнувањето да работи театар комедија во Скопје и во Македонија, можам да кажам дека и се врати некако и публиката во театарот. Тоа се поклопува и со отворањето на Македонскиот народен театар, каде што во моментов и се снимаме. Ви посакувам да имате полни салони, многу убави представи и многу убави дружења во магична сцена и во неа. Ева, добре ни дојде во магична сцена уште еднаш официјално. Благодарам на поканата. Како си? Одлично сум. Се одмарам после долгиот период на работа. Ние имавме 5 премиери, извадивме изминатата година во театар комедија, од кои што јас имам реализирано 3, така што добро ми дојде малку да се одморам за време на празниците. Обично театрите правите некоја пауза до 15 јануари. Претпоставувам и во театар комедија сте се уште на пауза, се снимаме за Стара Нова година, па од идната недела веќе ви почнуваат ангажманите. Жаре, како поминуваат изминативе години работејќи во театар комедија и не само во театар комедија, ти ни беше она звезда водилка во најубавиот мюзикл досега што е направен и можам да кажам меѓу најубавите представи во целокупниот театарски живот во Македонија, тоа е представата Чикаго. Пред се ти благодарам за поканата уште еднаш, Александар. Секогаш ми е задоволство да доаѓам тука и да ти бидам соговорник. Па да, денес сме Стара Нова година, значи ето да го честитам празникот на сите. За многу години нека е. Почнуваме официјално 22, тоа е вторник. Значи малце подолга е паузата, како што кажа и Ева, ако сакаш да ќе одржам микрофонот да не да. Како што кажа и Ева, имавме доста напорен период, се разбира креативен период, продуктивен период и ние сме многу задоволни од тоа. Годините наназад во комедија поминуваат за мене барем бомбастично, можам да кажам, и се надевам дека тоа ќе оди во една нагорна линија. Почнуваат да се прават представи кои што не се само така наивни комедии како што спомнати. Боливуд е трета или четврта од таквите представи во низата и се надевам дека ќе продолжиме да правиме такви представи. Боливуд е една представа која што е доста интересна, да кажат и ќе говориме за тоа понатаму. За мене е една представа која што удира и како интересен и силен шамар на општеството во кое што сме ние. Да, тука имавте прилика да ме гледате мене во Чикаго пред 3 години, јас мислам дека беше и се уште представата доаѓа тука на билетара и ја бараат. Баш за тоа говоревме сега скоро, па се надевам дека ќе се случат ќе се спојат тие енергии со космосот и дека представата ќе се врати на репертоар што е можно поскоро. Кога станува збор за Чикаго, можам сигурно да кажам дека јас имам гледано премиерата во Лондон во 1999 година, како беше 1999 година. Јас ти тврдам дека вие бевте подобри од премиерата ја гледа во Лондон. Тоа беше до совршенство направена добра представа. Многу ми е жал што таа представа не се игра. Јас тврдам дека таа представа треба да се игра уште 20 години минимум, а не после првата или втората сезона да биде тргната од репертоарот или да ја нема на репертоарот, не е ни битно како ја нема представата. Истото важи и за представи кои што се во театар комедија, кои што навистина се преквалитетни. Можеби вие заради ограниченост на просторот и заради многуте представи кои што ги имате направено во овие изминати 5 години, не можете сите да ги негувате, но се разбира дека повеќето од тие представи колку толку бар се одгледуваат и одат и во наредните години, како што се стюардеси, вардарски пастови, но мислам дека има и други представи кои што го заслужуваат тоа, а можеби и ги нема на репертоар. Ева, какво е твоето чувство кон представите кои што се тргнати или кои што ги нема на репертоарот? Па искрено имало представи кои што ми било многу драго да ги играм и кои што повеќе не се на репертоарот. Тоа е сепак една репертоарска политика која што ја води управата. Така што ние како актери, како вработени во театарот не може баш да се мешаме или да влијаеме во тие одлуки. Како и да е тажно, кога има една убава представа која што и е гледана и е направена со љубов и е занаетски добра представа, тажно е кога ќе престане да се игра.
имаме ние една изрека дека представата умрела и баш така и се осеќаме, пошто нешто што е направено веќе не постои. Меѓутоа, ето, тоа е животот. Мислам, ние како млади можевме многу да научиме од тие искуства, затоа што тоа пак беше ново нешто за нас. Живи представи кои што се тргаат од репертоар, меѓутоа ете се отвори простор за нови, исто така многу убави представи и нови искуства. Баш е така. Што се однесува до некои од представите, се тргаат заради тоа што нема публика, например. Да. Зборувам за другите театарски куќи. Но кај вас буквално скоро секоја представа е со максимално број на продадени карти, така што немате впечаток која е представа која што лошо поминува кај публиката, па таа да биде тргната од репертоар. Така е, добро, ние сме сепак жанровски определен театар. Комедијата е жанр кој што е многу популарен и одлично прифатен меѓу луѓето, затоа што покрај уметничкиот дел има еден момент кој што се вика забава и нели и повеќето затоа доаѓаат. Меѓутоа, освен тоа, долго време мислев дека нашите представи се распродадени, дека нашите салони се полни само поради тоа што станува збор за комедија и потоа сватив дека не е така, дека има тука еден тон други фактори кои што се многу специфични и искрено се погоди да сме многу убав ансамбл, да сме млади, да имаме една кохезија взаемна, која што очигледно се осеќа и се приметува, се гледа на сцената. Така да, не сме имале проблем со непродадени представи, многу ретко, меѓутоа сметам дека треба да се внимателно да се гради репертоарската политика, со тоа што ќе има една разноликост во однос на жанрот комедија, затоа што тој жанр подразбира многу други поджанрови. И се надевам дека ќе растеме и дека ќе се градиме како театар и дека нашата приказна ќе оди во нагорна линија. Со Жарко ние сме од Прилеп и денеска го вртиме паричето во Прилеп. Кај кого ќе падне, Жаре? Кај мене или кај тебе? Кај тебе. Кога станува збор за Жарко, можам слободно да кажам дека тој е еден диамант меѓу актерите. Се работи за не само за одличен актер, туку се работи и она што треба да поседува секој актер во денешно време, значи одличен играч, одлично пее, свири, талентиран, мултиталентиран, да речам, водиш и емисии на радио. Буквално секој од вас актерите кои што сте во театар комедија, ве гледам од првата представа, се воодушевувам. Вие не сте случајно одбрани, оне што ве одбирал има до танчини изграден сенс како треба да изгледа еден актер и навистина она кога доаѓам во комедија да гледам некоја представа, знам дека колку и да е лоша ќе е сепак добро направена, зборувам лоша од страна на режисерот или текстуално, но сум сигурен дека актерски ќе биде до максимум тоа сето тоа коректно изведено направено, затоа што ве познавам сите и приватно, го давате максимумот кога сте на сцена. Ај сега, Жаре, повели штафетата. Ти благодарам за прекрасните зборови, Александар. Да, пошто знаеш дека водам и радио и телевизија, затоа го направи ова сега јас да ја водам емисијата. Да, кога воопшто во еден театар треба да има, актерите треба да имаат повеќе таленти, ајде да ги наречеме, затоа што пред се глумата не е само да застанеш на сцена и да говориш текст. Апсолутно треба да имаш сенси за многу други работи, не треба да си фантастичен пејач или фантастичен играч, но сепак треба да ги поседуваш тие работи. Човековото тело, аз често говорам, глумата апстрактен поим, но глумата е како мускул. Ако глумата не ја работиш секој ден, глумата зборувам, тоа ќе ја атрофира. Како и секој мускул, значи доколку се запоставиш себе си, а ние цело време тоа го кажувам дека се што е мое со себе го носам, значи секој актер треба да е свесен за своето тело и за вредноста на своето тело и за својот глас и за својот стас. Апсолутно, затоа што има колеги геймери, би сакал да ги поздравам, ќе дојдат после мене тука. Значи не намерно го кажувам, не случајно го кажувам, го кажувам намерно затоа што глумците не се аватари, не можеме преку компјутер ние самите себе си да се водиме. Затоа апелирам, тоа е штета кај нас што младите не се одржуваат до толку. Ја го кажувам секогаш, ќе го кажам и сега и се надевам дека ќе остане, дека мора да се одржуваме самите себе си, дека еден глумец не смее да си дозволи се и се што, затоа што тоа, мислам, он може да си го дозволи, но после тоа ќе му влијае на работата и на неговата кариера и на улогите што може да ги игра или не. Исто така би сакал да се надоврзам кога веќе спомна дека
за мојот глас и за моето пеење, би сакал да наговестам на гледачите дека за скоро ќе излезам со свој прв сингл. Не би сакал да откривам со кого работам. Работам со еден од најголемите композитори во Македонија. Кога ќе излезе сето тоа и со него ќе излеземе на телевизија и ќе споделиме, се надевам дека тоа ќе биде за многу скоро. Повели штафетата. Ова е супер, ова е навистина е многу убава информација. Кажете ми, многу убаво изгледате физички, неколку години ве следам, вие ни грам не поместувате од она идеална фигура која што сте имале во изминативе години. Се должи тоа на интензивни вежбања, на внимавање на исхраната, на што? Јас не сум баш тој карактер. За тоа да повеќе треба да зборува жаре. Јас се трудам да не избегам многу од мојата нормална тежина. Меѓутоа сум голем гурман и сакам да јадам убава храна и знам некогаш да притерам, меѓутоа секогаш гледам да е во границите на нормалата. Не се лишувам себе си од убавите работи во животот, од суштина сум хедонист. Сакам да го уживам и сакам да го живеам животот, меѓутоа нормално е кога се осеќам подобро кога вежбам, кога имам физички активности и се трудам да го правам тоа константно, не можам да кажам дека ми успева цело време. На жаре му успева, колку што знам. Јас апсолутно сам да кажам дека сум хедонист и одговорно го тврдам тоа и затоа јас вежбањето што го правам секојдневно не го правам ради напор, туку го правам ради уживање. Исто сум гурман, знам да си дозволам многу често убава храна и калорична храна, но сепак сето тоа некако го нивелирам и го балансирам со вежбањето. Значи како и театарот, така и самодисциплината е начин на живот. Тоа не е нешто што го правиш денес, па не го правам утре, па ме разбирате. Значи тоа е начин на живот и тоа така се живее, просто е навик. Тоа е тоа. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Кога слушавте дека ќе се спрема Боливуд, дека Наташа Поплавска, ти работеше со неа, таа ти беше режисер во Чикаго. Кога слушавте дека Наташа ќе работи Боливуд, имавте ли предзнаење нешто што е таа Боливуд, каква представа ќе биде? Па во суштина го добивме текстот, го прочитавме текстот и јас морам да кажам дека искрено од прво читање прво го прочитав на српски, многу ми се допадна и не знаев точно како треба, пошто текстот има многу специфична драматуршка конструкција, не знаев точно како треба тоа како ќе изгледа, како ќе се изведе, како ќе се постави на сцена. Апсолутно немав никаква идеја, меѓутоа суштински ми се свигаше за што станува збор и која порака ја носи текстот и што се зборува внатре. Некако го осетив во еден момент како да е автобиографски, како да е биографски, како да е напишан за нас и дека е точно време сега да го работиме тоа. Бев многу исплашена во однос на моментот дека станува збор за мюзикал, затоа што претходно немам работено мюзикал, бев извадена од памет дека нема можам да ги реализирам сите задачи кои што се бараат од мене, поготово за музичкиот, пејачкиот дел. Меѓутоа, ета беше убаво искуство и секогаш сакам да учам нови работи преку секој нов процес и тоа апсолутно ми се случи со Боливуд. Пораснав во една друга сфера. Ева Скандеровска е ќерка на Валентино Скандеровски, тој ни е, не знам, композитор, продуцент, оној што е главен во музичката индустрија во Македонија, изминативе, не знам, 30 години. Колку па татко ти беше шокиран што треба да настапуваш пеејќи и да глумиш и колку ти помагаше во сите тие твои стравови дека нема да бидеш толку добра, а впрочем си идеална?
Татко ми е голем професионалец, тоа најверојатно и мене ми донало потешкоти да разговарам со него на тие теми, затоа што не станува збор за однос на татко-ќерка тука во тој момент, него станува збор за професионална критика. Така што сме научиле двајцата многу паметно да се избегнуваме. Мислам, нормално, ако ми треба совет, го прашувам, апсолутно, и ми помага, нема тука збор. Меѓутоа, во суштина, сметам дека нашата работа, бидејќи ние не сме ниту танчари, ниту пејачи, а сепак може да стигнеме во момент и да танцуваме и да пееме на сцена. Глумците го прават тоа, актерите го прават тоа на посебен начин. Го прават тоа преку карактер, преку лик, ние се криеме преку нашите ликови и убавината е за мене во тоа. Затоа секој пат различно. Значи, своите предиспозиции или своите како да кажам, негативни страни, не толку големи, не толку развиени способности може да се претворат во способност кога се говори преку одреден карактер. И затоа нашата работа е прекрасна. Ева најави само на кратко што се случува во Боливуд. Се работи за еден мал театар кој што спрема представа, очекува некои пари, нешто да стигнат, очекува некои продуценти да дојдат, па сето тоа од мало да стане нешто многу големо. На крај се случува како што се случува во повеќето пати од она што е животот наш македонски. Колку ви беше интересно да се глумите сами себе си, односно да глумите актери во еден театар? Вака, пред се ќе ти одговорам на прашањето, да, но сакам да дадам една увертира за Боливуд. Значи, ова беше моја петта соработка со Наташа Поплавска, трета во театар. И морам да признам дека кога станува збор за Наташа, онака дојде мастерот, јас си верував, значи во сето тоа, верував. Значи, Боливуд пред се текстот е многу е тежок текстот, значи е многу наративно напишан. И онака беше као што ќе се прави со текстот, каде е клучот, но како што кажав, сите работевме со една голема верба представата. Ние верувавме во Наташа, Наташа веруваше во нас и затоа испадна така како што испадна. Кога станува збор за музиката, Оги направи прекрасна музика и морам да му се заблагодарам како секој пат, така и овој, значи човекот е гениалец за тоа што го прави. Пеењето го работевме со Сара и Јана, Сара Николовска и Јана Костадиновска. Мислам дека нека не ми замерат са точно Сара и Јана си ги викаме ние. Девојките работеа со нас цело време и секоја представа со нас, они ги пеат бекап вокалите и кога веќе ја спомна Ева, морам да кажам дека јас ја знам цел живот, значи од кога сум тука во Скопје, заедно работевме. Ева беше едно девојче кое што се плашеше, се срамеше да пее, но тоа што го направи во Боливуд и го кажав и нејзе, ќе го кажам и јавно, го кажа и сите други, дека Ева се надмина себе си во пеењето и навистина звучеше како еден професионалец, но не само Ева, туку и сите колеги го направија истото, значи сите звучеа како да се долго време пејачи, да се професионални музичари. За тоа се задолжени и самиот Оги и Сара и Јана, но и самите глумци кои што се повеќе и повеќе веруваат во себе и се разбира Наташа која што ни ја довери до вербата и цело време викаше сето е сетап во главата, значи имате блокада во главата, тоа само треба да се тргне, што впрочем е така за се во животот. Кога треба да ти одговорам на прашањето, значи колку е тешко да се играш сам себе. Значи ние си игравме самите себе, си ги игравме ликовите од представата и некој од нас игра и трети ликови. Значи јас лично имав 3 лика. Го играв и нараторот, го играв и глумецот, го играв и ромот. Така да беше доста интересно предизвик. Играв 3 лика и пратев 3 линии во текстот цело време, кои што од една линија на друга скокаш цело време и беше многу ризично да се лизнеш и да паднеш, но ете, сето тоа се заврши апсолутно добро. Ете, ти беше, гледаше и каже дека представата ти била една од подобрите кои што се случиле кај нас и за мојата креација исто ме пофали, така да ти благодарам. Значи, тоа сакав да кажам дека целата работа беше доста специфична, работевме интензивно, работевме тука, работевме во филхармонија, работевме во комедија, значи цело време некако во Скопје работевме представата, цело време се случува интересни работи. Многу се дружевме, беше многу забавно и пак ќе кажам, треба да дојдат сите да ја погледнат представата, затоа што представата е од Србија, но ние сме едно такво слично поднебје со србите заедно и представата е доста голема критика на ова што се случува во Македонија и што се случувало, а се надевам и ќе се случува. Тоа се надевам не би требало да се случува, но ете ќе се случува за жал. Да, тоа е тоа. Представата е точно за Србија и српски автор што ја напишал, но јас ви тврдам дека
е како да е напишана за Македонија и подобро поминува во Македонија затоа што се она што е во представата како за нас да е напишано отколку во Србија, тоа ви тврдам 100%. Она што можам да кажам дека имавте многу бава актерска екипа во представата, значи Наташа буквално ве одбрала сите тие диаманти од театар комедија. Жаклина Стевковска беше како директорка на театарот во представата. Таа ви е наша стара пеачка и мислам дека многу од незиното искуство, бар што се однесува до пеењето, ви помогна на некој начин. Се разбира кога имате некој професионалец, многу лесно може да искористите позитивните работи кои што ги носи со себе. За Боливуд можам да кажам дека навистина е представа која што на секој му ја посакувам да ја доживее барем еднаш, два пати или три пати. Се работи за представа која што не смее да се пропушти, представа која што е комедија, точно, луѓето одат комедија да гледаат комедија, но исто така и е паметна комедија, значи пораките кои што ги носи не се туку така колку да се изнасмеш, но треба малку и да се позамислиш, а исто така морам да кажам дека е комедија за луѓе кои што се и повозрастни, значи да не одат само деца, можеби некои нема ни да ги разберат сите тие работи кои што се зборуваат во представата, повозрастната публика сигурно дека ќе ги разбери. И посакувам, значи кога ќе појдам во седниот пат да ја гледам Боливуд, да има таму публика од 40, 50, 60 години. И јас истото го посакувам. Сметам дека сепак како представа може да допре до секој тип на публика. Нашата идеја е ако младите ги немаат тие информации да ги едуцираме, нели сепак. Да, мислам на крајот на денот. Како и да е, на нас не беше многу убаво додека работевме представата, работевме со многу љубов. Наташа одличен режисер и многу ретко има режисер кој знае да собере таков добар тим на соработници. И затоа мислам дека направивме и одличен производ, одлична представа и се надевам дека ќе играме уште долго и се надевам дека ќе имаат прилика сите да ја погледнат. Тоа можам да го кажам. Ставена на репертоар во јануари, тие последните денови? Да, ја има на 30 јануари е ставена на репертоар. Ги поканувам сите да ја погледнат. Исто само да кажам дека Боливуд е представа на леери, значи на нивоа. Може да ја гледа и млада, и средна, и возрастна публика. И за сите има по нешто. Се разбира, највозрастниот тие што се наедуцирани најмногу ќе ја разберат представата и исто така со секое ново гледање на представата се откриваат нови работи. Боливуд е жива представа, се држиме ние до еден цврст концепт и еден цврст костур на представата, но внатре може да има вариабила, затоа викам дека е жива представа на одредени делови од представата. Тоа само тие што ќе ја гледаат втори или трет пат ќе разберат за што станува збор. Ева, кажи ни, кога ја спремавте представата, имаше некои интересни работи кои што вака да ги споделиме со некој од публиката што ја гледаат магична сцена од гледачите? Какви интересни моменти? Нешто меѓу вас, вака жута штампа, нешто што се случуваше. Немаше жута штампа. Не знам, повеќето се или во браки среќни, значи среќно заљубени или ќе стапат во брак, како Жарко, например, тука. Кога Жаре? Па ќе биде. Јас веќе ја побарав девојка ми за жена, така да официјално Чекаш што таа да те побара за мене. Да каже кога треба да. Официјалниот датум не знаеме уште. Така да нема врска, ние сме како една фамилија, мислам многу добро функционираме сите едни со други, затоа што деве, јас и Жара се знаеме повеќе од 10 години, заедно завршивме факултет. Тоа се едноставно години поминати, многу се сакаме, многу добро функционираме. Сергеј Димовски е, например, млад вработен кај нас. Ки имаш прилика. Имаш прилика. Заљубени во Ева, ама сите се заљубени во Ева, тоа. Па тоа е тоа, како доаѓаат младите, сите се заљубуваат во Ева. Ева е музата на театарот, да знаеш. Се шали. Па добро, во секоја шала има пола вистина, знаеш како е тоа. Сакам да кажам дека е супер што сепак нашиот театар се обновува со млади таленти, со млада креативна сила. Не е дека ние не сме млади, меѓутоа тоа е сепак нов свет кој што ни го носат на сцена. И учиме и ние од нив како што учат и они од нас. Така што имате многу вработено или двајца како беа во 2019 мислам дека имавте Сергеј и Мија Кантарџи или не? Мија се уште не е вработен. Мија се уште Тони Денковски. Сергеј е вработен, Тони Денковски е вработен, Јаков е вработен, Јаков Спасов на ДАЦ и кој е друг вработен? Благица Трпковска. И Благица, да. И Трпковска, да. Ето така. Да, иначе морам да кажам дека за Сергеј шалата навистина беше шала, значи нема вистина во тоа, да не се налутат. Сергеј среќно заљубен, дека го гледа девојка му ова да не си каже што било таму. Мано тие девојките, вие па уплав имате од девојка. Па и нека го гледа, па и нека е заљубен, па и има и во кого да се заљуби.
Значи, тоа е друго да си имаш девојка, друго да ти е партнерката или колешката на работа убава и да кажеш дека да, сигурно. Сигурно. И јас кога гледам ева на сцена сум заљубен, камо ли па Сергеј. Така Што ќе се случува ново од 2020 година? Па во 2020 година треба да почнеме со Синиша Евтимов. Еден текст кој што се вика Глупаци, така? Будалите Будалите. од Нил Сајмон. Значи, ќе умираме од смеја, тоа сум сигурен, да. Сигурно, мислам нема со Синиша Евтимов нема утка, тоа мислам сите го знаеме, проверено е до сега, да. Потоа треба да работи Софија Ристовска, народен пратеник. Па треба да ни дојде еден гостин, млад режисер од Загреб, од Хрватска, Марко Јурака, кој што ќе работи еден текст адаптиран од роман, се вика повторно тој, опет он. Така да ќе видиме, тоа е сега за сега планот. Сега за сега. Жаре ти, освен пење, вака водителството, играњето, спортувањето, глумењето, каде е тука? Глумењето е тука секогаш на прво место. За мене 2020 треба да е една година здравје Боже со остварување на големи амбиции. Се надевам дека в година во кога ќе правиме муабет во овој период од годината ќе имам што да ти зборувам многу повеќе, само да е бог со нас, тоа го кажувам. Па ќе видиме. Дај Боже, да е секако што треба. Значи, денеска дел од екипата, ги има 6 мина, мислам, или 7 колку сте во екипата на Боливуд, се работи за преубава представа во театар комедија. Гледате што е можно побрзо да резервирате карти, затоа што билетите во театар комедија ги снемува, не знам, она магично, само што се најавува репертуарот, па ги нема билетите, па и мене ми се јавуваат нонстоп, дајде како да можам да ургирам, а јас навистина не можам да ургирам, затоа што публиката ги купува билетите многу брзо, затоа ви кажам, посебно за Боливуд пратете. Јануар на крај гледате, имате февруар, март, барете сигурно дека ќе уживате во таа представа. Совет од мене, поздрав од нас до вас и се гледаме идната недела со другиот дел од екипата на Боливуд. Фала многу што ни бевте. Фала ти, Александар, фала ти, навистина секогаш ми е чест. И на мене исто така.